Здраво, драги гледачи, да им мафнеме на сите оние кои што повторно се со нас заедно. Долгото топло лето помина, драги гледачи, овдека во полн состав, сите заедно собрани, да ве одведеме во нови авантури, да откриеме нови места и да се дружиме со нови интересни личности. Се одморивте ли убаво ова лето? Каде се оние кои пливаа да кренат два прста да видам? Да, а каде оние кои што се сонча? Да, ќе ни недостига долгото топло лето? Исто ќе ми недостига и мене, да ви кажам, тоа е моето омилено годишно време, но во доисчекување на следното лето, Супер Звезда ќе ве забавува неуморно. Започнуваме со нова сезона на снимање на нови емисии. Дали, дечки, вие сте подготвени за тоа? Да! Имате ли безброј прашања како и секогаш? Да! И расположени сте бескрајно? Да им пратиме бакнежи на нашите гледачи и да ги поканиме во новата сезона повторно да останат со Супер Звезда, бидејќи ќе ги водиме на места какви што вистински немале шанса да видат досега. Овој пат ова емисија Супер Звезда реши да ве однеси на едно многу интересно место. Може и да видите, еве веднаш позади мене се наоѓа таблата која што вели Природонаучен музеј на Македонија. Дали некој од вас, дечиња, бил досега овдека во овој музеј? Да. Од каде ве носе? Од градинка или од училиште? Од градинка, значи, оние дечиња кои што живеат во Скопје и оние дечиња кои што се во другите градови имаат шанса да дојдат и да го посетат овој музеј, но не сите деца имале досега таква шанса. Имале некој кој не бил во овој музеј досега, да видам? Ти беше, Злато? Да, значи од оваа група на дечиња нема некој кој не бил, но се надевам дека ширум Македонија има многу деца кои не имале шанса да го посетат Природонаучниот музеј и да ги видат сите оние богатства кои што овој музеј ги крие. За какви богатства станува збор? Што гледавте вие внатре? Мечки. Мечки има, друго, Злато? Што има? Пеперутки видовте таму внатре? Не видовте? Значи, во овој свет, во овој музеј се наоѓа целиот растителен и животински свет кој што може да се сретне во Република Македонија. Тоа значи, ние каде одиме, секаде околу нас, нели, значи има некои бубачки, има некои инсекти, има некои животни, сето она што го има кај нас во Република Македонија, сите оние убавини кои што ги има нашата држава, ќе може да ги сретнеме овдека. Дали сте подготвени да одиме? Да! Ајде да видиме за што поточно станува збор. Одиме во посета на Природонаучниот музеј. 3-4, је! Влегуваме внатре. Оваа година, драги гледачи, Супер Звезда слави 10 години постоење. Каде е аплаузот, дечки? Ете го и аплаузот, а по повод нашата 10 годишница дојдовме да снимиме една емисија на едно место каде што бевме гости токму пред 10 години, а тоа е Природонаучниот музеј на Република Македонија. И веднаш кога до мене се наоѓа нашиот денешен гостин, господинот Зоран Николов. Зоки, исто како и пред 10 години, добре ни дојде во Супер Звезда, како си? Добре, најдов, одлично. Одлични, супер. Јас мислам дека на дечињата кои што дојдоа овдека ќе им биде забавно. Повеќето од нив биле веќе во овој музеј, но има и некои дечиња од Македонија кои што немале шанса да дојдат. Кажете ми нешто повеќе за децата. Доаѓаат групи на деца организирани преку училиште и градинки овдека кај вас? Да, најголем дел од всушност се децата од основните и средните училишта, од градинки, од организации, да речеме од амбасади и така натаму. Значи имаме една континуирана посета од децата, од која што најголем дел се во пролетниот и во есенскиот период. Меѓу другото, овдека се едуцираат оние работи кои што ги имаат во учебниците, тука можат и да ги видат, можат и да ги допрат, така ли? Тоа е суштината, всушност, на постоењето и работата на музејот. Покрај основната научната работа да врши едукација, односно дополнување на она што се учи според наставниот план и програма во основните и средните училишта. Така, благодарам, останете со нас, драги гледачи, ова ќе биде фантастична емисија, верували или не. И веднаш да преминеме на прашањата. Супер Звездички, имате ли прашања да видам? Ајде, кој има прашања? Оваа женска што се вика Дина Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Дина Геговска и сакам да прашам. Од колку години постои овој музеј и колку се вработени во овој музеј? Супер, фала ти, Дина, прекрасно прашање. Зоки, значи, колку време постои? Институција Природонаучен музеј на Македонија е формирана уште 1926 година и во оваа година сушто правиме 83 години од постоење на институцијата. Значи, тоа е најстарата биолошка и најстара научна институција во Република Македонија. Браво, са колку вработени има? Вработените, сите кои што работат тука се дипломирани биолози и мислам сега на бројка негде 27-8 дека сме моментално. Браво, имате ли многу работа, тоа ме интереси? Сигурно дека има
работа, бидејќи во овој музеј се занимаваме со еден дел од биологијата кој што го покрива систематика, односно таксономија, што значи дека имаме постојано и континуирано проучување на растенијата и животните од територија на Република Македонија. Постојано се врши мониторинг, постојано се проучуваат видови, постојано се наоѓаат нови видови. Супер, браво. Одиме со второ прашање, Зоки, кој има прашање? Ова женска овдека повели. Здраво, јас сум Виолета Огњановска, сакам да прашам што се има во овој музеј. Тоа е многу убаво прашање. Зоки, што има во вашиот музеј? Што се ќе видиме денес? Ова што сега ќе го посетиме, тоа е постојаната поставка на Природонаучниот музеј на Македонија, која што започнува со минералите и карпите и завршува со инсектите на преземјето, а на спратот горе ќе ги видиме сите представници од групата на вишите животи, од рибите на страна преку водоземци, влекачи, птици, цицачи. Дали е се ова што го наброивте, дали се се ова работи кои има во Република Македонија или има и од други земји нешто? Значи, како што кажува самото име, национална институција, овој музеј содржи само експонати од територија на Република Македонија. Со исклучок само на 2 витрини кои што се екзотични инсекти, кои што се ставени за споредба, или со нашите. Инаку 99,9% станува збор за флора и фауна од Република Македонија. Денеска, драги гледачи, како што слушнавте и сами, ќе имаме шанса подобро да ја запознаеме нашата татковина, за меѓу другото и повеќе да си ја сакаме. А си ја сакате ли вие својата татковина? Си ја сакам и јас. Ајде да ја запознаеме најдобро што можеме. А сега одиме со следно прашање. Оваа женска овдека што ми се насмеа. Здраво, јас сум Луна Аврамовски, сакам да прашам какви колекции има све во овој музеј. Ао, злато, убаво, Луна. Одлично прашање, Зоки, какви колекции имате? Во текот на своето континуирано постоење за 83 години, музеот има огромен број на збирки од различни групи, започнувајќи од минералите и карпите, па се до инсектите, како и голем број на збирки од врбетниците, од рибите, водоземци, влекачи, птици и цицачи. Во текот на изминатиот период, во нашите депоа имаме околу 300.000 примероци од растенија, животни, минерали, карпи од територија на Република Македонија. Прекрасно, значи има многу работи кои може да се видат овде, па ќе видиме на крајот, драги гледачи, како сите ќе бидеме задоволни од оваа посета во овој музеј, кој што јас се надевам дека ептен убаво ќе си го минеме. Ајде да видиме уште едно прашање за крај, има ли некој овде? Оваа девојка овде повели кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ивона и сакам да прашам дали овој музеј соработува и со другите музеи. Прекрасно прашање, повелете за. Значи, Природонаучниот музеј на Македонија во текот на своето постоење има развиено широка мрежа на соработка со други институции кои што се занимаваат со истата или со слична проблематика, без разлика дали станува збор за музеи, институти, факултети и така натаму. Моментално имаме соработка со над 200 институции од областа на размена на изложби и од областа на размена на литература. Значи, она што ние го проучуваме, го печатиме и го пратиме до другите институции, за размена тие ни праќаат она што тие го работат. Прекрасно, благодарам дечиња. Дали сте подготвени сега да започнеме и да ја погледнеме изложбата, да го разгледаме музеот и да видиме што се има тука. Спремни сте? Ајде, одиме заедно со Чичко Зоки во посета на Природонаучниот музеј на Република Македонија. 3-4, За оние кои малку подоцна се вклучија, Супер звезда денеска во специјална и ексклузивна посета на Природонаучниот музеј на Македонија. До мене се наоѓа нашиот домаќин Чичко Зоки. Зоране, ја почнуваме изложбата точно од овдека. На кое место дојдовме сега? Сега овдека се наоѓаме во изложбата која што ги опфаќа минералите и карпите, значи минералогија и петрографија. И тука имаме изложено 54 вида минерали и 27 вида на карпи. Значи, она што е поинтересно од територија на Република Македонија, на која што досега, според моите сознанија, се регистрирани околу 400 видови на минерали, во светот постојат околу 4100, што значи 10% од минералите во светот ги имаме тука. Овие минерали и карпи се наоѓаат најчесто во рудниците. Да, сигурно. Постојат поголем број на рудници кај нас, нели, Саса, Пробишти, македонска каменица, Битола и така натаму. И од нив можеби поинтересно и треба да го спомнеме рудникот Алшар, кај што се вади лорандитот, и наоѓалиштето на гипс во близината на Дева. Така, лорандитот е многу ретка руда? Да, тоа се среќава само во Алшар и се користи за еден проект за проучување на едни честици од сонцето, не за утврдување на староста на земјата, и затоа е многу актуелен. Така и тој го има само во Македонија, драги гледачи, верувале или не, и еве баш сега се наоѓаме на тоа место, може да разгледате сите. Ви се допаѓа ли ова што го гледате на? Да. Вие во вашите учебници имате исто вака слики, фотографии од сите руди минерали, па во некои училишта дури има така помали парчиња може да се видат за дечината, може да ги примероци, нели, во одредени
кои што се најдени или поклонети од Институтот поранешен за геолошки истражувања така натаму. Така, и овде ќе ги имам исто да ги видиме со тоа што овде може да ги гледаме и не може да ги допираме. Да, сигурно сите експонати во изложбата се поставени во витрини за да се заштитат деца. Така, ајде сега малце прошетаме и да ги разгледаме, па и одиме и понатаму. Тргнуваме. Сега дојавме на едно специјално, многу интересно место, кое што вака мене посебно ми се допаѓа. Каде сме Чичко Зоки сега? Сега се наоѓаме во оделението за палеонтологија, значи во палеонтолошката изложба, во која што се изложени фосилни остатоци од животни кои што некогаш тука живееле на територија на Република Македонија, и тоа во периодот пред да настане леденото доба. Што значи дека климата во тоа време, во однос на денеска, била многу поразлична и затоа овие животни можеле да живеат и на оваа територија, и сите овие фосилни остатоци се ископани од централниот и југоисточниот дел на Македонија. Браво, а сега ќе ги поставиме прашањата, па ќе откриеме и малце повеќе за ова изложба која што ја гледаме овдека. Имаш ли прашање ти, Матеј? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Матеј Јордановски, сакам да прашам колку се стари фосилите. Што ги гледаме овие овде? Овие овде. Супер, браво. Значи, се знае ли нивната старост? Може ли точно да се одреди? Prosečната starost се движи помеѓу 5 и 7 милиони години, односно некои се до 3, некои се нешто постари, меѓутоа prosečna starost е 5 до 7 милиони години и доаѓаат од оној период пред да настане леденото доба. Значи, збориме веќе за милиони, не збориме за стотици илјадници, 10.000, 100.000, него милиони, 5 до 7 милиони, па тоа е многу, драги гледачи, значи неверојатно. Значи, сепак имало живот овде и пред 7 и пред 10 милиони години. Сигурно дека
на оваа територија се наоѓаат голем број на фосилни остатоци кои што сведачат токму за присуството на различните животински растителни групи кои што се среќавале во овој дел од Европа, односно на Балканското полуострво. Имало ли многу живот тука тоа? Сигурно тоа е периодот пред настапувањето на леденото доба, кога климата била многу попогодна и постоел голем, така наречен, биодиверзитет на живиот свет на овој дел од Балкан. Супер, ајде да видиме сега има ли некои прашања. Марта има прашање. Злато, кој е твоето прашање, повели Марта? Здраво, јас сум Марта Меджовска и сакам да прашам кои животни живееле пред човекот. Браво, Марта, прекрасно прашање. Имало ли животни кои живееле пред човекот или човекот е прв, па све друго понатаму? Сигурно на онаа скала човекот се наоѓа највисоко и се појавил некаде пред околу 2 милиони. А Човекот е последен. Само овие животни се стари помеѓу 5 и 7 милиони години. Меѓутоа, оно што е карактеристично е дека првите животни кои што се појавиле, значи наједноставните, се стари повеќе од 3,5 милиарди години. Андре, значи, збориме сега и не за милиони, него за милиарди. Тоа се првите животни кои се појавиле некогаш многу одамна. И Земјата настанала пред околу 4,7 милиарди години. А првите животни се пред околу 3,5 милиарди. Неверојатно, значи колку е тоа многу неверојатно, значи колку е тоа многу одамна, а колку е тоа кратко време кога човекот се појавил на планетата. Да, човекот, најстарите фосилни остатоци кои што доаѓаат од Африка се некаде пред околу 2 милиони. Одлично, одиме сега понатака да видиме оваа женска одека какво прашање има. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мартина Стефковска и сакам да прашам кои животни живееле пред човекот. Значи, кои животни биле тие кои што живееле пред човекот? Во текот на историјата на Земјата постоела промена како во однос на климата, така во однос и на распоредот на морињата и копната, што е многу битна. И таквите промени доведувале до големи, така наречени, катастрофи кои што предизвикувале уништување на одредени групи или на одреден животински свет дури до 70-80%. Една од најпознатите групи кои што живеела во средниот период од развитокот на Земјата се добро познатите диносауруси. Промената на климата предизвикана од суда со астероид на Земјата и така натаму, пред околу 65 милиони години довела до тотално исчезнување на групата на диносаурусите и од нив постојат само денеска гуштерите и желките како наследници од таа група. Така, а овдека веќе имаме фосилни остатоци од сето она што е пронедено во Македонија и може ли да кажеме што се имаме овдека во вашата изложба, значи примерот? Тука станува збор за така наречена пикермиска фауна и во неја се содржат фосилни остатоци од предци на мајмун, на слонови, носорог, антилопи, газели, пештарска мечка и така натаму. Сега одиме понатаму да видиме што се друго има овдека во овој природонаучен музеј на Република Македонија.
Супер звездички, дали се забавувате овдека? Да! Вистински кажете ми дали е интересно во природонаучниот музеј на Република Македонија? Се забавувам јас, а се надевам дека и нашите гледачи уживаат во оваа прекрасна емисија. Дали ужива во нашата посета Чичко Зоки? Да, сигурно. Во вакво друштво весело. Секогаш се дружите вие со дечиња, нели? Да. Тоа ми е една од најомилените работи, може да се каже, посетата на децата во постојаната поставка на музејот. Супер. Ајде сега да видиме имаме ли прашања токму за овој дел овде кај што дојдовме. Пред да почнеме да прашуваме еден краток повед, значи на кое место сме сега дојдени. Да, сега почнуваме со оној дел кој што се означува како ботанички. Иако сега постојат некои промени нели во однос на систематиката, меѓутоа не се толку битни особено за оваа возраст. Тука е еден дел се однесува на царството на габите и еден дел за растенијата, ќе зборуваме подоцна. Ајде да видиме какви прашања смислија супер звездичките. Ева ќе почнеме од Ивона Злато. Кој е твоето прашање повеќе? Ево, јас сум Ивона и сакам да прашам што е тоа диорама. Да, ево овдека може да видиме пишува диорама, значи што е тоа диорама, Чичко Зоки? Значи, диорама е еден музејски израз кој што покажува еден дел од надворешната средина кој што се изработува во музеј. Значи, на терен одиме, правиме фотографија или цртеж и сите елементи кои што ги има подоцна ги изработуваме во музеј. Така и може да видиме во моментот диорамата која е што овдека направена и она е идентично на оно што може да го сретнеме кај нас во природа, на некоја пољана, ливада. Да се однесува на високопланинско пасиште, мислам дека мотивот од Бистра е земен и го покажува сите елементи кои се среќаваат на тоа пасиште. Колку прекрасно, колку убаво. Одиме понатаму, уште една женска овдека расположена да праша. Марина, како си го добра си Злато? Да, Ти се допаѓа во овој музеј? да. Ти се допаѓа и мене ептен, нели? Кажи сега кој е твоето прашање, ајде да го прашаме Чичко Зоки. Марина Јанова и сакам да прашам колку растенија има во Македонија. Што убаво прашање, браво. Колку се знае ли бројот на растенија? Според досегашните истражувања постојат околу 3700 видови од вишите растенија, од кои што околу 3200 се на вишите растенија, значи монокотилни, дикотилни, 400 видови се на мововите и 42 вида се на палмите. Така, супер. Ајде одиме сега понатаму, оваа женска овдека се вика Викторија. Како си Викторија ти? Добра. Уживаш во музејот? Да. Леле, сите уживаме, драги гледачи, ова одамна не ни се случило волку многу уживање на едно место. Вики, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Викторија Белевски и сакам да прашам дали сите печурки се јадат. Така може да ги видиме токму овдека позадина, се ги печурките, Чичко Зоки, сите ли печурки се јадат? Не. Еден дел само од печурките се јадат, додека еден дел кои што се отровни сигурно не се јадат. Значи, за рецепти ќе збориме во една од наредните емисии, ја ќе ви кажам како све може да се приготвуваат, но се јадат само оние печурки, значи кои што не се отровни, а кај нас има и отровни и неотровни, така ли? Да. Кај нас постојат околу 74 видови на печурки кои што имаат штетно дејство всушност за човечкиот организм. Значи од нив не само што значи може да ни биде лошо, може да ни се гади, значи дури може да се доведе и до Од овие 74 видови 17 се со летално така наречено дејство, односно со смртоносен исход. Значи со печурки нема играње. Сега да има оваа женска овдека, сака да постави прашање. Здраво, јас сум Лили Марковска. Сакам да прашам кои печурки се отровни. Какво убаво прашање. Се знаат ли печурките кои што се отровни? Тие се регистрирани, ги споменавме веќе 17 смртоносни, од кои што најсмртоносна е зелената муварка, која што има толку силен отров да може да предизвика смрт за кратко време, бидејќи ги напаѓа клетките на црниот дроб. Значи, овдека кај вас има експонати и од едните и од другите печурки. Има ли мали, големи печурки? Сигурно има различни видови, до сега се регистрирано околу 2000 различни видови од габите, и тоа за пошироката публика се познати оние кои што имаат чадорчи, припаѓаат на така наречена група на печурки. Тука имам изложено околу 30 на представници, од кои што најголем дел се оние паразити кои што паразитираат на дрвата, односно така наречени тратови. Дали сте подготвени да разгледаме малку да прошетаме, да? Да! Чичко Зоки подготвен? Да, сигурно. Ајде, супер звездички по мене, камера по мене, одиме да прошетаме малку подоцна, ќе одиме и горе. Ајде да видиме што има сега тука.
Нашата посета на Природонаучниот музеј продолжува. Сега се наоѓаме во едно многу интересно место каде што може да видиме што, Чичко Зот. Значи, од овдека почнува зоолошкиот дел со групата на безработници и на преземето ќе завршиме со инсектите, а подоцна на сплатот ќе се качиме за да ги видиме работниците. Објасниме вака што се тоа безработници. Значи, сите оние организми кои што немаат работен столб се викаат безработници. Пример, Најпримитивната група на сунгери, нели, завршуваат со највисоко развиените безработници, а тоа се инсектите. Така, овдека видов има една многу интересна глиста. За каква глиста станува збор? Станува збор за човечката или детската глиста, кој што е паразит, кој што често се среќава кај човекот, живее во сревата и како паразит ги користи неговите хранливи материи и најчесто се заразуваат децата доколку користат нели храна без да измијат раце. Така, значи сите вие, еве сега слушнавте и сите гледачи кои што не гледаат, треба да знаат дека не само децата, и малите и големите мора да ги мијат рацете редовно пред секој оброк или пред било што да работат со рацете, мора рацете да бидат чисти за да не закачиме некој паразит како што беше оваа глиста која што видовме сега, така? Да. А има ли нешто што посебно вака ви се допаѓа вас во овој дел, вака нешто што ви е поинтересно? Да, ова овдека, а мене ми се допаѓа ова овде, еве, ова овдека кај пајаците, да. Имаме ли пајаци ние исто во Македонија? Да, во Македонија постоеше еден список од над 550 видови, кои што во меѓувреме уште повеќе, тој наречен продолжен, бидејќи се утврдуваат нови видови, од кои што сигурно најинтересна е црната вдовица. Значи, пред неколку години во Македонија за прв пат ја регистриравме црната вдовица во село Штавица, Прилепско, према Мариовскиот дел. Станува збор за еден пајак кој што може да предизвика смрт. Значи, спаѓа во групата на животни кои што може со својот отров да предизвикаат смрт, бидејќи станува збор за нервен отров. Значи, ваков пајак до скоро време не бил откриен, дури пред неколку години е Дури откриен. пред неколку години, иако пред тоа, според симптомите на луѓето кои што работат по полињата, пред се регистрирани се, можно навестено е дека има кај нас, во Прилепскиот, во Битолскиот, во Кумановскиот регион, меѓутоа немавме материјален доказ. Значи, последно каснување кој што се случило во споменатото место, луѓето не викнаа, во Природонаучниот музеј се јавија, како да наши луѓе собра неколку примероци, така да сега имаме материјален доказ дека територијата на Република Македонија е територија на која што е регистрирана црната вдовица. Така, има црната вдовица, супер. Сега овде е малку пострашно за разлика од она што го гледавме пред малку, кога бевме кај растенијата. Ајде сега да видиме што се има во овој дел и да поуживаме во овие прекрасни експонати кои што ги има обезбедено Природонаучниот музеј на Македонија. Одиме.
малку по малку дојдовме и до ова место каде сме сега со. Сега се наоѓаме во делот од изложбите кои што го покриваат инсектите. Значи, тука се представени еден дел од инсектите кои што се среќаваат кај нас, започнувајќи од, да речеме, наједноставната група на делинските кончиња, па завршуваме таму со хипокрилците. Ајде сега да видиме какви прашања имаме овдека. Еве, Вики прва ќе постави прашање. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Виолета Огњановска и сакам да прашам дали во Македонија постојат и други инсекти. Така. Значи, какви се инсекти имаме кај нас? Да, во Македонија 2/3, како и општо во живиот свет, припаѓаат на инсектите. Бројот на различните групи зависи од тоа до кој степен се проучени. Да речеме, виленски кончиња до сега има некои список со 54 видови. Постои еден голем биодиверзитет во однос на инсектите, бидејќи кај нас и во однос на растителниот и животинскиот свет постои една, да речеме, едно студирање на медитеранската и континентална клима, која што донесува од своја страна елементи и од Медитеранот, а донесува елементи и од континентот. Така, благодарам, Зоран. Овој дечка овдека што се вика Матеј има прашање. Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е колку разни пеперутки има во овој музеј. Шубаво. Колку различни пеперутки има и во музеот, а и во Македонија? Една од групите која што е обработена, тоа се дневните пепероги, точно е тврдено дека има кај нас 201 вид. 201 дневна пеперутка. Пепероги, да. Има и ноќни? Да, има и ноќни, нивниот број според она што јас го знам е над 2600 вида. Значи има многу повеќе ноќни. Однос, да. Поголем број на ноќни инсекти, поголем број на ноќни пепероги, има се податоци од луѓе кои што работеле на оваа територија и претходно што работеле во музеот или од страна кои што доаѓаат. А што е разликата со дневни и ноќни пеперутки? Едните се кријат ноќе, а другите дење? Да. Сега има стрикна поделба помеѓу оние што летаат ноќни и оние што летаат дење. Проблемот го прават оние кои што се ноќни, а се појавуваат и дење. Меѓутоа во однос на нивната градо, во однос на антените пред и така натаму постои јасна разлика помеѓу ноќните и дневните. Точно се знае која пеперутка каква е. Супер. А сега да видиме, Дина има прашање. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Дина Геговска и сакам да прашам кој е најотровен инсект? Ова е прекрасно. Значи, прашање што и мене ме интересира. Јас секогаш ме интересираат и отровните работи, а во случајот отровните инсекти, имаме ли отровен инсект во Македонија? Да. Инсект кој што се води како потенцијален предизвикувач нели на сериозни проблеми, особено кај децата, е стршленот. Стршленот кај нас секаде го има и се карактеризира со тоа што има доста силен отров, предизвикува алергија и после секој каснување бара брза интервенција на доктор. Така, значи мора внимаваме доколку дојдеме во близина да не го испровоцираме стршно да не касне, а доколку веќе касни и ако тоа се случи одиме на доктор. Да, нема друго, мора да се бара брза интервенција. Ајде сега да разгледаме што све друго има овдека во оваа колекција каде што се наоѓаат овие прекрасни инсекти. Одиме за.
дека е и крајот на нашата прва емисија. Јас се надевам дека убаво поминавте вие, драги гледачи. Да ги прашам супер дедите како поминавте вие? Добро! Да, убаво се забававте? Да! Видовте ли убави и интересни работи и научивте ли по нешто ново? Да! Научив јас, драги гледачи, но ова беше само половина од работите кои што сакавме да ви ги прикажеме. Тоа се работите кои што се изложени во Природонаучниот музеј на Република Македонија. Останете со нас следната сабота во 10 часот. Повторно ќе бидеме гости овде да го посетиме вториот дел на Природонаучниот музеј, каде ќе видиме уште поинтересни работи од оние кои што ги видовме сега. А до тогаш бидете живи, здрави, сакајте ги мама и тато и гледате Супер звезда. Чао од мене, чао од малите супер звездички. Се гледаме точно за 7 дена. Пак тежи, гушкање и сакање.